Македонија станува се поатрактивна за странските туристи, како туристичка дестинација им го привлекува вниманието на странските туристи покрај со богатата историја, значајни културни знаменитости, со природните богатства и со винскиот туризам. Постои навистина голем интерес од страна на странците за винскиот туризам, а што се е потребно за да се подобри и да се доразвие оваа гранка од туризмот, како и за тоа кои се најмногу заинтересирани за винскиот туризам во Македонија, ќе слушнеме во продолжение од Ивана Симјановска, која е туристички водич токму по вински туризам. Последниве години Македонија е мощна атрактивна за странските туристи, благодарение меѓу другото и на природните убавини кои ги поседува и потенцијалот за развој на руралниот туризам. Во пресрет на започнувањето на гроздоберот, посебно е важно да се истакне дека Македонија е поднебие како создадено за производство на вина. Токму низ неа поминува винскиот пат, а и голем број странски туристи се заинтересирани токму за винскиот туризам во нашата земја, кој би можел да се одвива во текот на цела година. Од Ивана Симјановска, која имавте прилика да ја запознаете како меѓународен судија, но тај туристички водич за вински туризам, дознаете кои се најзаинтересирани за винскиот туризам во нашата земја. Значи, најчесто се странците кои доаѓаат од Европа, од Британија, од останатиот дел од светот, од Австралија, од Америка и од Канада. Има ли Македонија сместувачки капацитети и колку може да одговори на барањата на странците за овој тип на туризам? Слушнете. Да, па најголемиот проблем кој што моментално го имаме се сместувачките капацитети кои што се недоволни. Тоа е првото нешто, второто е треба да се подобри на тоа она што работиме винската култура, односно да има повеќе вински барови, да има она винска услуга во корека делот во рестораните широм земјата. И потребно е да се зголеми бројот, односно да се создаде стручен кадар од типот на сомелиери, да има во секој ресторан кој што би им објасниле повеќе на странците за сортите кои што се типични за овој регион, спарување на она традиционална македонска храна со добра македонска вина. Значи треба да се инвестира многу во угостителството. Симјановска и група ентузијасти еве на кој начин им ја приближуваат винската култура во нашата земја на странците кои доаѓаат. Организираме посети на овие винари кои што се придружени со дегустација на вината кои што се карактеристични, кои што ги произведува таа винарија каде што одиме на гости и тие вина се спаруваат со храната која што е типична за ресторанот, односно таму каде што се нуди во рестораните кои што се дел од винариите. И тука се вложуваме ние најмногу со тоа што им објаснуваме на странците се она што сакаат да знаат повеќе за Македонија како винска земја, за вината, за сортите и слично. Да не заборавиме дека покрај рестораните, значи им нудите и храна која е традиционална и типична за одредено поднебје, спарена со соодветно вино, нели? Да. Значи еве да кажем јагнишкото во Тиквишкиот регион спарено со добар вранец, во Охрид пастрмката со некоја добра македонско бело вино, може да биде тоа дури жилавка, нека биде ркацители, потоа ѓомлезато спарено пак со некоја добра македонско вино и слично. Кои се реакциите? Воодушевени се странците, се многу воодушевени прво од квалитетот на македонските вина, второ од квалитетот на македонската храна и мислам дека уживаат премногу. Винскиот туризам е гранка која допрева треба да се доразвива ако се земе во предвид интересот кој постои кај странските туристи и ако се земе предвид традиционалната македонска кујна која одлично се спарува со македонските вина.